19-годишниот Христијан Стоименов од Кочани беше најсреќен меѓу 70 пријавени момчиња кои скокаа по крстот во водите на Кочанска река по повод празникот Богојавление Водици. Ова е втор пат честниот крст да отиде во рацете на Стоименов. Прв пат го фати во 2013 година, кога била многу успешна за него и за неговите блиски. Најсреќниот Стоименов со неговите другари, според обичајот, ќе ги посетат семејствата во градот, кои го даруваат крстот со пари за здравје и среќа. Тој пред присутните ја даде христијанската заклетва. Изјавувам дека со овој свет дрвен крст и посетувам сите православни домови во рамките на нашите можности и ќе се раковам според уставот на Македонската православна црква истиот ќе се однесува достоинствено и христијански. Истиот крст ќе го вратам на наследните лица во храмот Свети Великомачени Ѓорги. Јас сум Христијан Стоименов од Кочани, 19 години, по втор пат го фаќам крстот. Добро. Дали годината ти беше среќна во? Да, премногу среќна, исто така и оваа година. Повеќе другари сте сега? Не, исто 8 души. Добро. Како и претходно. Сега ќе одиме по секој дом со крстот за здравје и за среќа. Очекуваш ли дека по втор пат ќе го фатиш? Па, искрено очекував. Празнувањето на верскиот празник Водици во Кочани е еден од најмасовните црковно-верски манифестации. Тоа беше потврдено и годинава, кога покрај кеот на Кочанска река присуствуваа голем број верници. Чинот на потопување на честниот крст и осветување на водата го изврши митрополитот Брегалнички Иларион. Бог се јави, навистина се јави, честит и благословен празникот. Традиционално, кај македонскиот народ, секоја година на празникот Водици Богојавление, Светиот крст се фрла во водите, кој што го символизира Христа, кој што се крштеваше на Јордан од Јована заради нас и наше спасение. Посакуваме Господ Бог да ги благослови сите води во овој град, во татковината наша и секаде во светот, да даде изобилие и плодоносие, мир и благосостојба, многу радост, здравје и среќа на луѓето, на момчето кој што го фати крстот, нека му донесе мирен и спокоен живот во Христа, радост и да му ги исполни сите желби. Честит празникот, Бог се јави. Годинава чинот на потопување на крстот помина без многу награди за момчето кое го фати. Причината е да не бидат наградите повод да се пријавуваат момчињата за скокање, туку верата во Бог. Од градоначалникот Радко Димитровски доби златник, а од Кочанскиот храм Библија. Мене ме радува дека овие наши православни традиции ги славиме овде заедно сите. Ме радува тоа што излегува масовно граѓаните на нашата општина, на нашиот град и дека во такво големо присуство го завршивме чинот на фаќањето на крстот. Поздрав до сите оние кои што денеска имаат именден, поздрав до сите наши сограѓани и да имаме мирна, плодна и успешна 2015 година. Пред одржување на чинот на потопување на честниот крст во храмот Свети Великомаченик Ѓорги се одржа света божествена Василијева литургија, пошто со свечена литија верниците и свештениците се упатија кон мостот во паркот каде се потопуваше крстот. Успешно помина и лицитацијата на иконите и крстот, кој беше продаден по највисока цена од 36.500 денари, а го купи Александра Андова од Кочани. Меѓу другите верници икони купија и градоначалникот Димитровски и пратеникот Иван Иванов. Оние кои ги купија иконите ќе ги чуваат во своите домови 40 дена за здравје, пошто ќе бидат вратени во црквата. Празникот Богојавление е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од Свети Јован, кој оттогаш се нарекува крстител, а фаќањето на крстот означува соединување на човекот со Христа.